Албанците се најголеми добитници на изборите во Македонија. Албанците напишаа историја и покажаа дека се посвесни од поголемиот дел од македонскиот народ. Вака кандидатот за пратеник од редовите на СДСМ, Мухамед Зекири, се пофали на косовските медиуми и со тоа навреди на 455.000 гласачи кои го поддржаа ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Ndodhi fenomeni, shqiptarët janë fituesit më të mëdhenj të zgjedhjeve parlamentare në Maqedoni. Kur them kështu, them sepse shqiptarët shkruan historinë. Po të mos ishin shqiptarët që votuan për opsionin e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë dhe dhanë për krahjen e tyre sot, Gruevski dhe partia e tij, që njihet si nacionaliste, do të kishte mbi 60 deputet. Kështu që shqiptarët për këtë shkak shkruan histori dhe treguan se janë shumë më të vetëdijshëm se pjesa më e madhe e popullit maqedonas këtu në këtë shtet. Зекири се фалеше за победите во Брест, Студеничани и Рачиново, но тие пораки не беа наменети за славење во СДСМ, туку пораки до финансиерите дека се испорачува на платеното. Според пишувањата на неделникот Република, огромни суми пари од албанската диаспора се легнати на сметките на најтесното раководство на СДСМ. Албанската диаспора порача дека во Заев гледа спасител, а водачот Љамалари со сите почести беше примен во седиштето на СДСМ. Со ова се потврдуваат тезите за заобиколување на волјата на македонскиот народ, благодарение на контингентот албански гласови, кои легна на контото на СДСМ на овие избори. Се претпоставува дека 70.000 гласови во етничките средини каде живеат исклучиво албанци, или пак тие се доминантно население, победи СДСМ. Според Република, за тие 70.000 гласа се поделени околу 30 милиони евра, пари кои биле обезбедени од донатори, а поделени преку верски објекти. Доколку се тргна настрана контингентот од 70.000 албански гласови на сметката на СДСМ, тогаш разликата меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ изнесува огромни 90.000 гласа, или повеќе од разликата на изборите во 2011-та. Сега СДСМ се труди преку дополнителен постизборен инженеринг со гласови, сосема да ја заобиколи волјата на мнозинството и гласот на мнозинството македонци, воопшто да не се одлучува за еднината на Македонија.